Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам дека сте добри. Толку е. Испукавме 2 продолжени викенди. Еден за Великден и сега еден за 1 мај. Следниот празник е денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи на 24 мај, што се паѓа во сабот. Така што, кој успеа да одмори, кој прошета, време е да се фатиме за работа. Барем до летово, кога веројатно повеќето ќе ги користиме годишните одмори. Реков минатата недела, толку многу работи ни се случуваат да времето како да ни лета. Кога беше Великден, кога веќе помине и 1 мај. Па така изминатава недела. Толку работи ни се случија на брзина, што не знам од каде да почна. Но од некаде мора. Ајде нека биде од ова. Доколку екс-министерот за економија Крешник Бектеши се најде на обвинителна клупа за катастрофалниот пожар во импровизираната дискотека Пулс во Кочани, Дуи излегува на улица, вели за телевизија 24 лидерот на партијата Али Ахмети. Евентуалното обвинение за Бектеши, за кој лидерот на Дуи вели дека е политички прогон, не само што според Ахмети ќе ги извади интегративците на улица, туку тие ќе дадат и поддршка на протестите на семејствата на кои им загинаа децата во Кочани, но и како што вели Ахмети, нема да се повраќа додека не се обезбеди неселективна правда и предвремени парламентарни избори. Ако Али Ахмети излезе на улица, враќање нема, ќе ги поддржиме и барањата и протестите на семејствата на загинатите деца во Кочани, кои исто така бараат неселективна правда. Тој процес може да заврши само со предвремени парламентарни избори. Во пакетот мора да има и ветинг на сите функционери од осамостојувањето на државата до денеска, вклучително и судиите и јавните обвинители. Истражи приватизацијата, да се испита потеклото на имотот. Ако се чепне албанскиот јазик, Дуј ќе ги бойкотира локалните избори, кои без Дуј не можат да успеат, пошто државата ќе биде во политичка криза која ќе мора да заврши со избори. Првиот интегративец тврди дека понудата за предвремени парламентарни избори заедно со локалните дошла од премиерот Христијан Мицковски уште пред 100 дена влада и пред Мицковски да го предизвика на предвремен маратон лидерот на СДСМ Венко Филипче во собранието, но не прецизира дали била дел од пакетот со кој Дуи му обезбеди гласови на ВМРО ДПМН за реорганизација на владата. Дециден е дека главниот мотив бил на Мицковски да се заштедат пари, но и тоа што доколку наесен има двојни избори. Македонија дури во 2029-та ќе гласа и тоа на 3 изборни циклуси. Ахмети тврди потоа лидерот на ВМРО ДПМН се премислил и најавил дека парламентарни избори најрано може да има во пролет во 2026 година. Но за него тоа прашање не е затворено и не исклучува комуникација со Мицковски. Ахмети потврдува дека со се уште актуелниот коалициски партнер на Христијан Мицковски, Арбен Таравари, имал 3 средби. Не исклучува соработка за локалните избори, но вели се уште не е прецизирано како таа би одела и дали би било во прв или втор круг. Се уште нема конечни разговори, туј се уште ги нема свикано раководните тела на партијата. Мислам дека во рок од една недела ќе бидат свикани највисоките партиски органи, ќе се разгледуваат сите состојби. Не е конкретен колку во фокусот во одредени општини го гледа и СДСМ како потенцијален партнер за локалните избори, бидејќи тврди и соработката со Таравари и со СДСМ ќе зависи од тоа дали Македонија во октомври ќе трчи и на локални и на предвремени парламентарни избори, но и дали Дуи ќе ги бойкотира изборите. Ахмети се јави, повторно се јави. По кој знае кој пат баба, како што го викаат некои од неговите сопартици, не се заканува со улици, протести, радикализации и нормално војна. И по кој знае кој пат институциите молчат. Ја не знам што се чека. Дуи на вистина да направи некоја глупост во обид да се спаси од кривичен прогон и да се врати на власт. До кога ќе ги трпиме овие закани на Ахмети за неговата рѓава пушка и неговите чизми на таванот? И сега зошто? Затоа што повторно еден од неговите соработници, со кои беа на власт во изминативе 20 на години, заврши зад решетки. И тоа ајде да беше за некој од оние милионски криминали како тие на Груби или останатите екс-функционери. Туку човекот заврши во шутка заради инволвираност во случајот Кочани, еден од најтрагичните настани во поновата македонска историја. И мислам дека нема човек во оваа држава, било кој, од било која националност, кој мисли дека Бектешијат за решетки затоа што е албанец. Не. Таму е затоа што е еден од многуте корумпирани функционери кои буквално ни ја исцицаа крвта во изминативе години. И да бидам искрен, донекаде го разбирам Ахмети. Му гори под нозете.
Половина партија веќе има резервирано влезници за во Идризово, така што не му останува ништо друго освен да се заканува. Само што оваа негова револуционерна во наводници патетика не пали веќе кај никого. Па дури ни кај самите членови на ДУИ, а не пак кај албанците во Македонија. И видете која му е заканата. Ке излегол на улица ако Бектеши се најде на списокот на обвинети. Значи не го брани со аргументи, не слушнавме докази дека е невин, ништо од тоа, туку едноставно. Ако го обвините, ке излеземе на улица и ке правиме бели. Па немојте ви се молам. Ајде тогаш сите нека прават така. Ако ве обвинат за нешто, за некој криминал, соберете десетина души, затоа што повеќе од ова Ахмети не може да собере, излезете на улица и заканувајте се со војна. Па вели, ки ги поддржале барањата на семејствата на загинатите деца од Кочани, кои исто така барале неселективна правда. Чекете малку, не разбирам нешто. Ке поддржува протести, кои всушност се насочени против неколку децениската институционална негрижа на системот, кој цели 20 години го градеа неговите кадри. Значи сам против себе ќе протестира. Или ДУИ против Бектеши ќе протестира. Која иронија? Второ, вели ако Бектеши е обвинет, ќе ги поддржат протестите на родителите, ако не, тогаш што? Кој ги врти? Тогаш на Ахмети и ДУИ име гајле за загинатите деца и нивните родители. Срамот. Не, господин Ахмети. Ова што го прават обвинителството и МВР, но пред се обвинителството, во врска со Кочани, се вика истрага, а не лов на вештерки. Ама изгледа, интеграцивците сите овие години мислеа дека ако еднаш седнеш во министерска фотелја, тоа ти е доживотно алиби за недопирливост. Според тоа што го објавија како докази од истрагата, екс-министерот Бектеши, значи не албанецот Бектеши, туку екс-функционерот Бектеши, додека беше министер имаше и одговорности, не само бенефиции. Не само што треба да седне на обвинителна клупа заради трагедијата во Кочани, туку мора. Луѓе изгубија деца, цели семејства се во црно. Ахмети и ДУИ ни продаваат муабет дека ќе излегувале на улица. Зашто? За да го спасат својот сопартиец од одговорноста за што правел додека бил функционер. Ние тие најави ги слушаме веќе една година, претходно во неколку наврати ги слушавме, секој пат кога на тој политички субјект на Демократската унија за интеграција не одговараат политичките случувања или кога се изфрлени од игра, тие имаат тенденција да се закануваат и да покажуваат сила преку улица. И јас мислам дека се повеќе блефови и своевидни стравови од тоа што и самите се свесни и знаат дека предстои кон одредени поранешни носители на функции. Значи за ДУИ улицата е партиски паркинг. Да не беше трагично, ќе беше комично. И тоа не е крајот на неговите абсурдни барања. Целата работа, замислете, требала да заврши со предвремени парламентарни избори, по кои ќе следел ветинг на сите функционери, вклучувајќи ги судиите и обвинителите. Чекайте бе луѓе, цели 20 години ДУИ беше дел од власта. Цели 20 години има министри, функционери, па дури не се фалеа и прв премиер албанец. Илјадници функционери на ДУИ се свртеа по институциите. Цело судство го наполнија со своји кадри и сега откако народот ги шутна во опозиција, ќе барале ветинг. Па малку ли им беа 20 години да го спроведат тој фамозен ветинг. Затоа немој да ми кажувате дека некој ги спречувал. Сите знаеме дека последните години СДСМ беше само пион во владата. Сета моќ беше во рацете на Ахмети. Преку неговиот пулен груби, кој те видовме, фати штрафта на првата кривина. И ајде да бидеме искрени. Ако му правимете ветинг на Бектеши, сигурно ќе се утврди дека бил одговорен за трагедијата во Кочани, токму затоа што за време на неговото министерување се случиле најголемите пропусти. Или ајде ветинг на Груби да му правиме, што ќе покаже тој. Еве, американците му направија, па гледаме што најдоа. Но и тука не е крајот ете на барањата на Ахмети. Веројатно свесен дека не постои аргумент со кој може да го брани Бектеши во купчето со Кочани, избори, ветензи, го става и Уставниот суд и секако иницијативата за разгледување на законот за двојазичност. Вели ако некој го чепнел албанскиот јазик, ете тие ќе ги бойкотирале локалните избори. Прашањето е, дали ДУИ навистина верува дека некој ќе им дае отстапки за балансер, бадентер или за закон за јазици, или пак само се исправи изговор за да го избегне изборниот тест, односно да избегне изборен пораз. Имено ДУИ како партија гледаме дека е во згаснување, слично како и СДСМ.
Пред се поради сите скандали и бегствата на функционерите како груби, кои сериозно им ја разнишаа довербата кај албанците. Така што бојкотот на локалните избори само дополнително може да им ја ослабе партијата, оставајќи ја без представници во локалните совети. Второ, ако не учествува на избори, тоа ќе значи дека они сами решиле да не учествуваат во политичкиот свет, бидејќи другите политички партии одма ќе го заземат нивниот простор. Прва на список е Алијанса на албанците на Зијадин Села, па и таа на Таравари, кои веднаш би прифатиле да излезат на избори и да го заземат просторот на Дуи. Во досегашната пракса во Македонија, сите партии кои некогаш бојкотирале ја доведувале нивната моќ на минимум и подоцна им било многу тешко да се вратат на правиот пат. А за оние закани на Ахмети дека ќе спречи избори со тоа што немало да дозвола да се поставуваат гласачки кутии, ја мислам дека се само празни зборови. Прво, бидејќи нема толкова сила. Второ, тоа е директно кршење на законот и уставот. И трето, и најважно за нив, е што мислам дека Ахмети и половина од Дуи по итна постапка ќе се најдат на одредени црни листи на меѓународната заедница. Така што нека бојкотираат. Како албанците во Македонија да не можат да преживеат без нивните кандидати. А ако се суди по рейтингот, гласачкото тело гледаме дека се сведе само на запишаните партиски членови, кои се плашат да не ги фатат за криминалите, а не се сведува на убедени граѓани албанци од Македонија. Времето дека без Дуи нема избори одамна помина. Ке има и тоа најнормални. Само што без Дуи веројатно може да бидат и поевтини и можеби конечно подемократски. Пред се за албанците во Македонија. И мислам дека Ахмети е свесен за се тоа, па затоа не му останува ништо друго, освен да игра на картата на национализмот и заканите за бојкот. Сега, Уставниот суд, сваќајќи оваа игра, им приреди студен туш. Имено председателот на судот објави дека подготвителната седница за законот за јазиците закажана за 19 јуни, а конечната одлука ќе биде дури после изборите. Таа е стигнала порано, некаде во јуни, но поради трагедијата во Кочани, таа подготвителна седница нели беше одложена. Па сега откако ќе се одржи, на судиите ќе им требаат месец и пол, можеби два, за да се подготви нов реферат, да се сублимираат мислењата на учесниците и слично. На 19 јуни Уставниот суд ќе одржи подготвителна седница за законот за јазиците, а конечната одлука судот ќе ја донесе по изборите. Председателот на Уставниот суд во интервју за Трилинг вели дека ниту едно право на граѓаните нема да им биде скратено. Предупреди дека одредени политички структури се обидуваат да прикажат меѓуетнички проблем за да ги истуркаат своите политички агенди. И етничките односи се многу важни за општество какво што е македонското. Но моја длабоко уверување е дека ние во овој стадиум на развој на нашето општество немаме проблем во меѓуетничките односи. Имаме друг тип на проблем. Злоупотреба на меѓуетничките односи за политички цели. Ете тоа го сведочевме целиот изминат период и по постапувањето за балансерот и по законот за јазиците. Ние имаме една понасушна потреба. Јас се согласувам дека меѓуетничките односи се еден од столбовите за стабилноста на нашата држава. Но во овој момент, моје лично убедување дека има еден уште поважен темел за стабилноста на нашата држава. Тоа е владењето на правото. Јавните изјави на председателот на овој суд кои ги минимизираат меѓуетничките проблеми и ги прикажуваат како алатка за политички цели не се само неодговорни, туку и длабоко опасни, реагираше утро во Дуи во писмено соопштение. Најавата дека одлуката за законот за употреба на јазиците ќе биде донесена по изборите не е случајна, туку дел од добро осмислен план за привремено одржување на нивниот политички проект кај албанците преку квази представници без легитимитет, за потоа да се нападнат сите постигнувања стекнати преку Охридскиот договор, се вели во соопштението кое Дуи го објави утрово. Значи, тоа што беше важно е што судијата оценува дека во државата нема проблем со меѓуетничките односи, туку со нивната злоупотреба. Нешто со што потполно се согласувам. Значи, Уставниот суд им го изби од рака главното оружје со кое Дуи планираше да настапи на изборите, односно им го изби аргументот за бојкот. Тие веројатно сметаа дека одлуката ќе биде пред избори, а самите знаат дека законот е фаличен и неуставен, нели сами си го пишуваа, дека ќе падне на Уставен суд,
па идејата им беше да ги бойкотираат изборите со теза дека ете овие од Влен не се грижат за албанците, дека само Ахмети и Дуи се нивни заштитници. Свесни се дека ќе доживеат фијаско на изборите, па бојкотот ким служеше како уште една причина ете да предизвикуваат политичка криза, нестабилност и со нови закани да излезат на улица или да ни се закануваат со разноразни војни. Доказ ова е и реакцијата на Османи кој откако виде дека нема да има одлука за јазикот пред изборите, го изјави ова. Изјавата на председателот на Уставниот суд дека одлуката ќе биде донесена по изборите само го потврдува. Оваа одлука ги претвара следните избори во референдум за албанскиот јазик и за еднаквост во државата, напиша Османи на Фејсбук. Мора да им признаете дека се навистина снаодливи. Прво се закануваа со бојкот, па сега откако им пропадна планот, изборите на кои албанците од Тетово, Гостивар, Кумановско и други општини треба да гласаат за тоа кој ќе асфалтира улици, поправа водоводи, собира ѓубре од улици и слично, ќе било всушност референдум за албанскиот јазик. Навистина, нема крај на абсурдите кои можат да излезат од главите на Ахмети и Османи. Ама народот веќе не им се плаши, пред се албанците. Па така Македонија веќе не им е плен за партиски уцени. А Дуи не е последната брана пред хаосот. Вие сте само една тажна приказна. А кога сме кај тажните приказни? Madam Commissioner, EU enlargement has probably never been as geopolitical as it is now. It used to be a process, but now there's geopolitics involved on the highest stage. What is your vision for EU enlargement, for your mandate stretching to 2029? I agree with you completely. You know, when I was still a candidate for the commissioner in November or in October, I was telling that enlargement today is different than it was 5 years back. But today, I'm saying that enlargement today is different than it was in January, because so much has changed, including with the new US government. So the geopolitics has changed in the sense of it has been priority before the enlargement, but it was not that much connected to the security and peace part. And again, you know, somehow with the enlargement today, we go back to the roots of why the EU has been established. It has been about providing peace, freedom, prosperity, and today we could add security. And this is what actually we do in the whole process. Of course, it's still about chapters and clusters and benchmarks, but this is far more important in the sense of that if we will fail in this, no, I will turn around it, we cannot fail. So it is so much important today that we cannot fail in the enlargement process, which is the most successful foreign policy of the EU. What is failure? The failure would be if we will not get any newcomers into the EU in the times of the present Commission, and I'm sure that we can do this. We could do this with Montenegro. All the chapters are open, so we just are closing them, so we could finish at the end of 26 from the technical point of view. We could finish from the technical point of view with Albania until the end of 27. Why I'm saying the technical point of view? Because this is the negotiation procedure, they have to do the reforms, but then it's up to the member states who will decide if they will become a member or not. There is political paralysis in Kosovo right now. What's your message to Pristina? We are waiting for the new government. I am in contact with the politicians there, and they claim that they are very much in favor of normalization, the relation with Serbia, which are actually the precondition that we could then start negotiating process or giving candidate status. So there are some preconditions they have to fulfill, and we hope that the new government will do this. This will be very, very important. You know, you have mentioned Western Balkans. I'm coming from Slovenia, which was a part of this territory in the broader sense before. So the region was in some aspects better 20 years back than it is and it is today. And there are two very sad stories, or three. One of them is Kosovo not being able to move on. Another sad story is North Macedonia. If we would wait with Ukraine for
as long as North Macedonia has to wait to start the negotiations, Ukraine would start negotiations in 2045. And then, of course, it is Bosnia. Извинете, ама мене ако ме прашувате, ова е голема навреда. Да, може би сме тажна приказна ако се гледа низ призмата на ЕУ интеграција. Ако се гледа на тоа како обстануваме и покрај огромниот наплив на големо грчката и големо бугарската фашистичка политика поддржана од оние предавнички сили кои беа на власт во Македонија до минатата година, а поддржани токму од Брисел и други центри, тогаш можеби Македонија не е за жалење. Напротив, се покажавме како ретко жилава држава и ретко силен народ, кои покрај сите удари од надвор и од внатре се уште водиме битка и не се дават. Замислете, па уште прави паралела со Украина, дека ако Украина требала да чека колку и Македонија, тогаш тие преговорите ќе ги почнеле дури во 2045 година. Па побогу, што зборуваме ние тука веќе неколку години? Дека токму тоа што и го прави Русија на Украина, нормално без војната и жртвите, Бугарија не го прави нас. Ни го негира идентитетот, јазикот, историјата, ни го негира постоењето. Што треба? Бугарија да не нападне, да ја освои Источна Македонија, за да бидат убиени илјадници луѓе, па тогаш да се освести Брисел и да ги започне преговорите со нас? Не разбирам. Вели регионот беше понапред пред 20 години. Да, токму така, но сега стагнира токму поради инертноста на Европската Унија, која ги држи земјите во неизвестност, поради тоа што гледаме и самите не знаат што сакаат. Брисел нон-стоп зборува за проширување, а поединечните моќни земји членки гледаме, некој се против. Памтите едно време дека целиот процес за проширување беше замрзнат поради Франција и Макрон, кои бараа нови правила пред било што да се прави. Или сега, кога Германија вели да се тргне правилото на едногласност, односно да се тргне правото на вето. Тоа не се однесува на ветото како што ние имаме, туку се однесува на тоа во иднина некои од помалите земји членки да не можат на една моќна Германија да истават вето за било што ќе реши во Европската Унија. Од економија, вооружување, газ, енергенси и слично. Или едноставно да се забрани малите земји членки да можат да им се спротивставуваат на поголемите и помоќните земји. А кога зборува да не потврлела, па Европската Унија веќе потврли и то токму со Македонија. Не знам дали господјата Ко знае дека во 90-тите години Македонија се нарекуваше лидер на Западниот Балкан и тоа бевме луѓе рангирани пред Хрватска, која ете сега веќе е земја членка на Унијата. Единствен проблем во тоа време, знаете, беше грчкото вето, а не неисполнување на некакви критериуми. Еве во 2001 година го подпишавме спогодбата за стабилизација и асоциација, која исто така не беше сервирана како морков за да го прифатиме рамковниот договор и тогашните уставни измени, кои беа правени под нишанот на пушките од УЧК. 22 март 2004 година и официјално го поднесовме барањето за членство, а од 2005 година и официјално сме запишани како земја кандидат за членство. Од тогаш минаат цели 20 години и ние тапкаме во место. Ајде што Хрватска одамна не помина. Ве гледаме Црна Гора е веќе речиси пред портите и еве сега и Албанија ќе не претрка. И зошто? Заради нас? Не. Прво беше Грција, која не ни даваше да мрднеме цели 3 децении, а земите членки на Унијата сето време молчеа и со прст не мрднаа. Дури и за време на економската криза во Грција, кога беа на работ на банкрот, никој од ЕУ не ја притисна Атина, ете да извлече некоја концесија во наше име. Не, нас ни направија своевиден државен удар и ни го донесо оној Зоран Заев за да капитулира и ги прифати грчките уцени. Насила ни го сменија името и покрај неуспешниот референдум, ете со убедување дека конечно некаде ќе мрднеме. Што се случи, сите знаеме. Се појави друга членка на Унијата, Бугарија, која ни залепи ново вето. Среќа уште им беше тука Заев, па нели ја потпиша втората капитулација, наречена договор за добрососедство. Ама и тоа не беше доволно, па ни го инсталираа Ковачевски, кој после она, во наводници историско не, како попче го прифати францускиот предлог, со кој дефинитивно истави јаже околу вратот на Македонија. Нели дозволи бугарските барања да влезат во преговарачката рамка и промената на уставот да биде предуслов за преговори, така што сега Македонија не може да ги отвори преговорите со Унијата не заради бугарско вето, туку затоа што не ги исполнуваме условите од таа пуста преговарачка рамка. Сега ние немаме проблем со Бугарија, туку со сите земји членки на Унијата.
Нели бре, со децении не убедуваше Европската Унија дека нивно правило е да не се внесуваат меѓусебни спорови во Унијата, а аспирантите претходно да си ги решат проблемите со соседите. Па тоа ни го зборевме уште кога имавме спор со Грција. Зашто не остана на истото во случајот со Бугарија? Да не оставеа прво да ги решиме проблемите, па потоа да си добиеме чиста преговарачка рамка. Ама по барање на Бугарија, Брисел премолчано си го погази собственото правило и ете направи отстапка. Го внесе проблемот во преговарачката рамка. Значи целиот овој период, од Грција, па еве сега преку Бугарија, и сите можни вета, Европската Унија си молчи. Дури ни сега нема ни едно А, ни едно Б да и се каже на Бугарија, додека за нас, па еве видете, имаат пофални зборови. Македонија може да служи како модел за другите за промовирање на културата и менталитетот на заедничко живење. Демократска држава каде што генерално се почитуваат политичките слободи, вклучувајќи и правата на слобода на здружување, собирање и изразување, како и медиумскиот плурализам. Ова стои во оценките на кои известувачите на парламентарното собрание на Советот на Европа, Сибел Арслан и Джозеф Орайли. Македонија е мултиетничка, мултикултурна и мултиконфесионална земја и може да послужи како модел за другите земји во промовирањето на културата и менталитетот на заедничко живење. Ги повикуваме властите да проложат нови пат и да преземат понатамошни мерки за почитување на идентитетот, правата и потребите на сите етнички групи. Арслан и Орайли упатуваат позитивни пораки и за посветеноста за реформи во правосудството, борбата со корупцијата, слободата на медиумите и правата на малцинствата, го поддржуваат и евроинтегративниот пат на Македонија. Сепак тие оценуваат дека постои загриженост поради бројните обвинувања за политизација на судството и широко распространетата корупција низ целиот јавен сектор, како и поради недостигнати ефикасни мерки за борба против овие феномени. Во меѓувреме, целосно ја поддржуваме кандидатурата на земјата за членство во ЕУ и ги повикуваме сите политички партии да најдат компромис за спроведување на францускиот предлог со вклучување на бугарско етничко малцинство во уставот. Арслан и Орайли минатава недела беа во Македонија, остварија средби со собранискиот спикер Африм Гаши, представниците на сите партијански групи, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, првиот дипломат Тимчо Муцунски и со низа други представници од правосудниот сектор. И ние сме тажната приказна, навистина навредливо. Може би, како што реков, може би ни става призма Европската Унија е таа која е за жалење, затоа што се уште има земји членки како Грција и Бугарија коите не признаваат човекови права, што уште не се мрднати од најтемните денови на 40-тите години на минатиот век. Реков минатата недела, ако е вака како што вели Кос, нели Плуси пред некоја недела ни кажа и дека да ги прифатиме уставните измени, нема гаранции дека нема да следи ново вето, тогаш може би е најдобро да кажеме стоп, доста е. Ако Брисел остане упорен дека не може да ја смени рамката со тоа што уставните измени би важеле при приемот во ЕУ, иако знаеме дека промени можни се како во Србија, но и други земји членки, но ете ако остане на тоа дека нема промена, може би е најдобро Македонија да се излезе од оваа преговарачка рамка, додека не си го решиме спорот, па потоа да си добиеме чисти преговори. Луѓе, Македонија си е суверена држава и самостојно треба да носи одлуки, согласно своите национални интереси. Според тоа ете владата, или уште поважно, а народот смета дека францускиот предлог е штетен и не го решава проблем и е спротивен на националните интереси, тогаш можеби навистина треба да го одбиеме и да бараме ново решение. Ова е за прв пат, кажав, во поновата македонска историја да има големо совпаѓање меѓу надворешната политика на една влада и волјата на народот. Така што владата слободно може да повлече еден ваков порадикален потек, како што е напуштање на преговарачката рамка, затоа што тоа би си го направила со целосна поддршка од народот. И тоа не само поддршка, туку и обврска, зашто со таков мандат дојде на власт, за разлика нели од предходната, која ги прифаќаше грчките, бугарските уцени, без да не праша, без грам поддршка, па дури ни народот не го прашуваше. Да, краткорочно би можело да си ги заладиме малце односите со Брисел, но тоа време може да го искористиме да ги завршиме сите оние обврски што ни стојат на врат, а кои се клучни за влез во Европската Унија. Да видам дали тогаш ќе не жалат. И тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме за кратко.
Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица и тука нели ни останува уште некоја минута да прокоментираме некоја тема која ете не стигнавме да ја коментираме во првиот дел. Зашто станува збор? Осомничената прва антикорупционерка не се поднесува оставка од функцијата. Екс-директорот на ТЕЦ Неготино Nebojša Стојановиќ бил семеен пријател, а содржината која му споделувала претседателката на антикорупцијската комисија немала допирна точка со случајот Адитив, тврди Татјана Димитровска, која од четвртокот се сомничи за оддавање службена тајна. Во писмо до јавноста пишува дека кредибилитетот и интегритетот на комисијата во никој случај не смеа да бидат оспорени, а бара да се почитува презумпција на невиност. Останатите 6 члена на институцијата која ја представувам немаат никаква поврзаност со делото за кое сум осумничена. Сакам да информирам јавноста дека мојата комуникација со семеен пријател, кој подоцна стана обвинет во случајот Адитив, се одвивала во период пред да започне постапка за него, пред надлежното обвинителство. Дел од споделените информации се однесуваат на јавни документи, чија содржина пред нашата комуникација е објавена во јавност, а останатиот дел е вообичаена пријателска комуникација. Жали за комуникацијата со Стојановиќ, со која вели немала намера да влијае на постапката или истрагата. Во Државната комисија за спречување на корупцијата во тек е постапка за проверка на имотната состојба на наведено лице. Со електронската распределба предметот не е додаден за постапување кај мене, а согласно утврдените правила немам никаква можност да влијам врз текот на постапката или врз исходот. Одлуките на ДКСК се носат колективно со мнозинство гласови на членовите. И останатите колеги на Димитровска од актуелниот состав на комисијата не размислуваат за оставки. Тоа во интервју го потврди заменик претседателката Билјана Кашарова Шулев, но таа признава дека ситуацијата во антикорупцијска е сериозна и загрижувачка. Поранешни антикорупционери и правници бараат оставка од Димитровска и собранието го чека епилогот од постапката која се води против претседателката на антикорупцијска за да започне процедура за разрешување. Димитровска осомничена за оддавање на службена тајна и е под мерки од судот односно одземеније пасошот и има забрана за активности поврзани со кривичното дело. Тоа не ја спречува да оди на работа во комисијата, но целосно не ограничува во работата со предмети. Според обвинителството, Димитровска на екс-директорот на ТЕЦ Неготино, кој е обвинет во Адитив, од мај до декември лани во повеќе наврати му пишувала преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp какви постапки се поведени како за него, така и за други обвинети во истиот случај. Да бе со пријател се изборувала онака случајно. Знаете како е. Ке одите со другарот во кафана, на пијачка, на кафе, па онака успат ке му кажувате кој го испитува за милионски криминал, докаде е процедурата, што да направи. Обичен муабет меѓу пријатели. Да не верува човек. Плюс ниту збор за оставка. Вели целосно ќе соработувала со надлежните органи и очекувала брза и транспарентна разрешница на настанот, а ете мерките на предпазливост ќе ги почитувала во целост. Ама оставка нема. Значи ние во моментов имаме претседателка на антикорупцијска комисија, осомничена за корупција, а практично уште е на функцијата. Како работи? Од дома онлайн ќе учествува во работата на комисијата и ќе гласа за предмети во врска со корупција? Па немојте ви се молам. Па уште не знам зошто воопшто се прашуваме дали претседателката на антикорупцијската ќе поднесе оставка или не. Бидејќи оставката на функционери во Македонија нели е мислена именка, не треба бе да се чека. Потребно е Собраниската комисија за прашање изборите и именувањата да се разбуди од сонот и да повлече потек во контекст на изречената мерка за забрана за извршување одредени работи, нели како што е забраната за пристап до документи, но осомничената од страна на кривичниот суд, потребно е комисијата да постапни само според законот за антикорупција и судирни интереси, мислам дека е член 11, за покренување постапка за предвремено нејзино разрешување. Законот е јасен, само надлежните треба да го применат. Иако изречената мерка не е добро формулирана, онака јасно, дека каква е таа, кажува дека е забрана за извршување на професија, а членот 11 пред се алинеја Д од законот се мощни, деседи и јасни. Ама не, ние ќе чекаме сама да се повлече. Ова само во Македонија го има. Имаме 5 члена на судски совет на кој собрание им изгласа недоверба. Имаме републички јавен обвинител за кога е почната постапка за разрешување. И сега имаме претседателка на антикорупцијска комисија осомничена за корупција. И никој бре не размислува за оставка. Навистина во светот го нема ова никаде.
што треба да се случи за да некој во ова наше правосудство има малку доблест и кога ќе му се случи вакво нешто, сам да се повлече, а не да чека на клоци да биде избркан. Всушност, вакако ќе размислам, можда еврокомесарката во нешто е во право кога збореше. Си имаме ние некои работи кои се на вистина за жалење, како на пример ова со оставките. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и ова епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.